Господи, Исусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. U imето на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, браќа и сестри, денеска Светата Црква Божија молитвено го празнува споменот на големиот пастир нејзин, владиката Тримитунски Спиридон. Човек роден на Кипар, од родители скромни, земјоделци и сточари, и самиот растен под такви скромни услови, не можел да се стекне со високо образование, ама го завршил училиштето на Всесветиот и животворен Дух, поради што се стекнал со голема мудрост Божја и со невидено смирение и кроткост. И Свети Спиридон кој е современик на Свети Николај и одлично се познавале еден со друг. И впрегнати во работа Господње, дивата Господња ја изорувале совршено. Свети Спиридон бил едноставен, рекохме, и смирен. Во младоста стапил во брак и имал деца, а откако му починала сопругата, кој целосно Богу се посветил. Имајќи ги карактеристиките што пред малку ги кажав, Светата Црква Божја во него ќе познала извонреден епископ нејзин и бил избран и издигнат на тоа високо ниво од црквената и пастирската служба. Верата негова е верата за која што Христос зборува во Светото Писмо. Како синапово зрно, ама доволно силна за да премислува планини, да сопира тековина реки, да воскресува мртвоци. Сиот свој имот, што го наследил од своите родители, не престанал да го работи како прост земјоделец. Но ништо од сработањето не го задржувал за себе, туку се раздавал. Им раздавал на оние што нема, на оние што има потреба од тоа што тој произведе. За себе задржувал само толку колку што да се одржи телото во биолошки живот и функции. Се облекувал скромно. Постои дури една убава анекдота врзана за тоа. Поканет од царот на свеченост дошол и пред портите на царската палата од војникот бил и шамаран, мислејќи дека е Просија кој што се преправа во епископ. А Свети Спиридон не само што не му се научил, туку му го подал и другиот образ. Таков бил Свети Спиридон. Со целиот свој живот. И затоа Господ го удостоил да учествува
na prvi Vselenski sobor zajedno sa Svetim Nikolajem je Litijski čudotvorac i da go sotvori poznatото čudo so ciglata. Koga Ari ne može da go razbere tajната на троичниот Бог. Како тројцата се еден по суштина и едниот по суштина пројавен во три ипостаси, Свети Спиридон зел цигла по присуство на сите 316 архиереи и го замолил Бога на чудесен начин да му ја открие тајната на троичниот Бог, на безсловесниот и неразумниот, тврдокорен интелектуалец, но прелестен од демоните Ари. И циглата се распаднала на своите составни делови, на земја, на вода и на оган. И тоа се разбира не помогнало Ари да се вразуми. Но останува сведоштвото за чудото што Свети Спиридон го направи. И денеска мнозина троичната тајна убаво ја разбираат преку примерот на Свети Спиридон, одошто преку длабоките нуркања во искрените води на православното богоинство. Свети Спиридон, браќа и сестри, по благослов Божи останува со нас и со своето тело. Неговото тело е нераспадливо и се чува во свештениот град Крв на истоимениот остров во Грција. Затоа не треба ништо посебно да ви зборувам, зашто мислам дека нема човек кој што не бил таму. А вие би можеле мене да ми зборувате, зашто јас никогаш на Крв не сум. Кој е Свети Спиридон денеска? Какви чудеса тој твори и денеска? Како ние засилува верата? Се вели дека неговото нераспадливо тело ја има температурата на живиот телесен организам. А тој милостивиот знае да стане од својот кибо и будно да го чува својот храм, својот град, својата црква, православие. Дека е така сведочи фактот дека денешниот митрополит на Крв не го одели ставот на Вселенскиот патриарх по прашањето на лажната црква во Украина. Господа го чува, достоен му е, достоен наследник на својот несмртен епископ Тривитунски Спирид. И нас да не чува во православната вера неотстапно по цена на живот. И нашево време е претешко време. Не е лесно да се биде православен. Апостасијата е голема, многу браќи и сестри нашиот паѓаат. За грст пченица, така некогаш во Далмација
римокатолиците ги убијате, а православни, не имајќи леп за јадење, им го давале за сметка на вера. Само оној што ќе го напуште од православието добивал прченка толку да преживе. И денеска е така се разлика. Истите услови на еден подруг начин поставени. А Господа не даде верата на Свети Спиридон и да не отстапиме, а ако не отстапиме, и со нас Господ ќе ги твори истите чуда што ги творише со Свети Спиридон. Но ние не сме православни заради чуда. Нам чуда не ни треба. Зашто поголемо чудо од чудото надале, на животот и постоењето, браќи и сестри. Тоа е најголемото чудо. Се друго е помало од тоа чудо, ама ако ни е потребно во одредени денови од нашиот живот, Господ и тоа ќе ни го даде. Но чудото не смее да биде услов за да се биде православен. Освен тоа, чудата не се исклучок за нас, православните, колку стил на живење, секој дневни. Господ секој ден отвори чуда. И ние сме добри сведоци на сето тоа. Ама ако сме користолюбиви, тогаш ние на Бога му поставуваме неуместни услови. Тие услови не се за наше спасење, туку за наша пропаст и затоа Господ не сака да ги послуша. Тој не сака да послуша нешто што ќе го наруши нашиот живот и нашето патување кон вечноста, а тоа подразбира вечна и нераскидлива заедница и општење со Него троичниот Бог, Отецот, Синот и Духот Свет. Амин. Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного.